Почитувани граѓани, денес станаа јасно две работи. Првата е дека СДСМ, предводен од деспотот Заев, е во слободен пат. И токму поради штетните политики, нивниот рейтинг е во слободен пат. И им следува крај и тежок пораз најпрвин на претседателските избори, а потоа и на предвремените парламентарни избори. Тие се свесни за тоа. Свесни се дека народот не ги поддржува веќе. Дека на граѓаните им е преку глава од самоволието на деспотот Заев, од неработа на министрите, од предавствата, од забеганоста на владата. Свесни се дека паѓаат, дека губат и затоа во очај, подмолно, тие сега одат на внесување на страв во општеството, на нова тура самоволен политички прогон. Институциите на чие цело е деспотот Заев, се разнишени. Деспотот Заев го гледа својот крај и затоа е најопасен. Затоа превзема очајнички потек на внесување страв меѓу народот. Затоа апси врз основа на изјави на сомнителни лица, без докази, нарекла казала муабет. Со години после настанот за кој ги обвинуваат. Овие луѓе не се виновни. Народот е веќе разбуден и не се плаши. Заев, запамети, ВМРО ДПМНЕ, граѓаните на Република Македонија, народот, не ти се плашиме. Ова што го правише лудило, ама ние сме подготвени да понесеме жртва, затоа што знаеме дека сме на вистинската страна, на страната на Република Македонија. Ти очукува часовникот и да знаеш, Заев, готов си, нема бегање. Колку повеќе високо леташ, потежок ќе биде твојот трескот кога ќе паднеш. Тоа јас лично ти го гарантирам. Апси, можеш и да нарачуваш убиства, но едно да знаеш, нема да ти се исплашиме и ќе те поразиме. СДСМ знае дека паѓа и сакаат да внесат страв, да го деморализираат ВМРО ДПМНЕ и граѓаните на Република Македонија. Тие сакаат да се збори за притвори, за апсења, за изживувања, за да не се збори за вакцините кои убиваат, за здравството на Филипче кое убива, за неработата на Спасовски која убива, за Кочо и Тевдовски, кои безмилосно го сиромашија народот, за тендерите и богатењето на брат ти, Вице Заев, братуче ти, Трајче Заев, за очајните земјоделци и излажаните пензионери. Се е јасно. Готов си и за тебе крајот ќе биде жесток. Втората работа, која денес стана јасна, покрај првата и основна, дека СДСМ е слаб, е фактот дека единствено решение, единствен модус за да се стави крај на ова деспотство, на ова игра со судбини, на ова уништување на Република Македонија, е жестоко да го поразиме СДСМ на претседателските избори. Да го победиме. И јас ви гарантирам дека ќе го победиме. Деспотот Заев, со овие налудничави потези, што ги прави, сака да испровоцира реакција од нас, од ВМРО ДПМНЕ, од народот и граѓаните на Република Македонија. Реакција која ќе значи да се откажеме од претседателските избори, за на тој начин да избегне катастрофален пораз, или пак да направиме чекори, кои потоа ќе му служат како алиби на деспотот Заев, за веќе известното недобивање на датум за преговори со Европската Унија. Знаеме дека овде не е проблемот ниту Спире, ниту Трајко, ниту Миле или пак Никола. Овде е проблемот деспотот Заев и неговите уцени, тоталитарни напади, жигосувања, подпалување на кавги, неморални подметнувања. Овде деспотот Заев си игра со судбини на луѓе, доделувајќи им улоги, уценувајќи ги. И овде нема добитници, ниту поразени. Сите губат во оваа работа.
со ваква кацарска судство, со вакво рускоско обвинителство, овде нема ниту право, ниту правдина. Решението за стигање до правда е едно. Победа на председателските избори, а потоа на неминовните предвремени парламентарни избори. И пораз на деспотот Заев. И санкционирање на сите неправди, од првата до последната. Ајде, Заев, нема бегање од поразот кој ти следи. Ке те победиме жестоко и со голема разлика. Македонија е на нозе и ке ти врати, запамети, ке ти врати за сите недела кои што и ги направи. Притискај, апси, корумпирај, вработувај роднини, прави разни будалаштини, нарачувај убиства, заканувај се на нашите семејства, но сепак спас ти нема. Ке те поразиме. Сакам да ти порачам, деспоту Заев, за ова што го правиш еден ден, а ти ветувам, многу брзо ќе дојде тој ден. Ке одговараш и ти и твоите соработници, врхушката и министрите, а и обвинителите и судиите кои ти слугуваат. Се ќе се приспита и ќе стане јасно. Многу високо си летнат, одсутен си од реалноста, ама драматично ќе паднеш. Сети се на Милошевиќ и сети се на Чаушеску. И тие мислеа дека се недопирливи, ама знаеш како завршија. Ти следува пораз од мене, од ВМРО ДПМН и од граѓаните на Република Македонија. Ти следува пораз од Македонија и Македонија ќе те победи. Ви благодарам.